إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi'idhnillahi ta'ala che продолжим со ова изворедна книга, а таа е Ел Мухаррар. И вечерва би'идhnillahi ta'ala ќе започнеме ново поглавие, значи во истата книга Китабу Сала, но ново поглавие, а тоа е Бабун Салатул Марид. Поглавието намазот на болниот човек. Значи, како и какви можности имат оној човек, дали е тој муслиман или муслиманка, да се кланјат кога е болен. Првиот хадис, а во сушност е тој по бројка 395, велит авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах, عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواصير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال لي: صل قائما فإن لم تستطيع فصل قاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. رواه البخاري. صحابيот Имран ибн Хусейн радијаллаху ан кажува за себе си дека имал болест кој му поради таја болест му оттежнувало одењето, значи да одет, и исто му оттежнувало да седнуват. Седењето значи да седнуват во намаз, како треба да седне значи човекот, поради таја болест кој предизвикувала значи поголеми болки, така го известил тој за таја болест, го известил посланикот салаллаху алейхи ва селам, и тогаш му рекол пегамберот салаллаху алейхи ва селам: клањај се ако можеш на нодза. Значи како што требите. Ако не можеш да се клањаш на нодза, тогаш седнат. Седиш. Начинот на седење ќе дојме, значи, во текота на вечерашниот дерс. Ќе напомни шејх Зейд рахимахуллах. И последната можност што е тука напомната, ако не можеш ни на нодза, ни седнат, тогаш алел джамб. Значи легнат странично. Значи легнат странично, така изврши го намазот. Така изврши го намазот. Хадисот е заверен во Бухари. Шејх Зейд рахимуллах напомнуваат се 4 хадиси тука и потоа влегуваат во објаснување. Следниот хадис, а тој е он Джабир ибн Абдилlah радијаллаху ан, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. Во овој хадис кој го пренесува Джабир радијаллаху ан, дека посланикот салаллаху алейхи ва саллам беше во посета на еден болен човек. Што исто ова е, значи, посетата на болен човек, суннет од пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, што треба, значи, човекот кога ќе слушнит за својот брат, алейхи селам рахметуллах, кога ќе слушнит за својот брат дека е болен, е препорачливо да оди да го посетите. Како што гледаме тука, посланикот салаллаху алейхи ва саллам токму тоа го правеше. Ада маридан, значи го посети тој човек, значи не се напомнува тука името на тој болниот. Зошто она што го учиме ние во хадисот,
правилата кои ги учиме ние нема никаква врска со името. Дали ние ќе го знаеме се името од тој сахаби или не го знаеме. Не играат улога во врска со правилата што се во хадисов. Кога го посети пекамберот салаллаху алейхи ва салам тој човек, забележа кај него, тој се клањаше на една перница. Значи имаше ставено перница и над неа се клањаше. Посланикот салаллаху алейхи ва салам му ја отстрани таа перница. Потоа тој човек зеде еден стап да се држи во целиот текот на намазот на стапот и да се клањат. И тоа пекамберот салаллаху алейхи ва салам му го отстрани. И му рече тогаш: клањај се, значи на земја. Значи клањај се на земја. Значи без да се држиш на стапот, ти ако не можеш да стоиш на нодза или перницата ја ставаше зашто не можеше толку да се уриват, значи со неговото грб, кога одеше на сеџда, да му иде повисоко, значи одењето на сеџда, тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам: клањај се на земја, ако можеш. Ако не можеш и тоа, значи на земја седнат или легнат, како и да е, како што учевме во претходниот хадис, тогаш фа ауми имаан, тогаш клањај се со знаци. Значи со ишарети. Значи ова е последното. Значи ако не може човекот ни на ноза, ни седнат, ни значи на странично легнат, тогаш во која била можност да е? Со ишарети. Значи намазот уште не отпаѓа од него. Значи колку да е болеста жестока и колку да е болеста, значи јака и да предизвикуваат големи болки, не отпаѓа намазот, како што вели Шејх Зеид рахимулла тука, се додека неговиот акл е уште присутен. Значи уште неговиот ум и разум работи. Значи иако тој може би парализиран целиот, целото тело не може да го мрдне, но тоа што му работи е само неговата глава, умот и разумот. Намазот се уште за него ваџиб, задолжност. И исто му рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам, му го препорача: нека бидет твоето сеџде пониско од твоето рукуа. Значи ти кога се клањаш седна, да речеме на столица сега, или седна на земја долу, за да се забележуваат, да знаат и оние кои се присутни тука, дали си ти сега на сеџде или на рукуа, да биде твоето сеџде главата, ако се може. Ако не можеш, ако имаш болки, тогаш си оправдан. Ама ако се може, да биде, значи, позицијата на твојата глава, кога си на сеџде, пониска од онаа позиција кога си ти на руку. Значи, ми се чини дека разбравте целта на ова. Ова исто значи и за нас. Утре ти се случуваат, имаш болки во ногата, во полојната, во други проблеми, се клањаш на столица. Тогаш требаш, значи, да го правиш сеџдето, главата биде пониско од она што е кога треба, значи, да бидете на рукуа. Следниот хадис, а тој од Анил Хасан, јани Хасан ал-Басри, ан уммихи, од неговата мајка пренесуваат, а таа ја кажуваат: раејту умми Салама, зауџан неби салаллаху алейхи ва салам, тесџуд ала висадатин адами мин рамадин биха. Мајката на Хасан ал-Басри, радијаллаху анху ва рахима, кажуваат дека јас ја видов Уму Салама. Уму Салама, алейкум салам рахматуллах. Уму Салама, сопругата од посланикот салаллаху алейхи ва салам. Значи, сопругата од посланикот салаллаху алейхи ва салам. Како таја извршуваше сеџде на една перница. Поради што имаше воспаление на нејзините очи. Значи имаше добиено воспаление на нејзините очи и поради болките што беа, не можела да оди на суџуд,
зела перница. Значи тука се спомнува дека имат употребено перница, но овде е предходниот хадис од Џабир што е ради Аллаху ан, тука кажува, значи, посланикот салаллаху алейхи ва салем кога го запримети тој сахаби дека зел перница, како му препорача се кланјат. И на тоа му се дават предност, Зошто прашањето е кога стануваат еден говор или едно дело од сахаби аргумент. Ако немат никаков аргумент за тоа меселе, ни во Куранот, ни во Суннетот, и нема никој други збор од сахаби што тврди нешто противно од тој говор. Тогаш аргумент, значи, ако се значи два говори од два различни сахаби, што има несогласување тука, тогаш се гледат кој е поблизок до текстовите на Куранот и Суннетот. Значи, ова се гледат и кај сахаба ридвануллахи алейхим. И затоа Абдулlah ибн Аббас, ради Аллаху анху, им вели на сахаба, кога им кажуваат кој е најдобар начин на хаџ да се прави, ти му рекоа, но Абу Бекр и Омар велат вака. Тогаш им рече Абдулlah ибн Аббас, ради Аллаху анху, јас ви велам, пекамберот салаллаху алейхи ва салам вели, вие им велите ми Абу Бекр и Омар. Чекате камење да падна над вас од небото. Значи, кога идет во прашање зборот на посланикот салаллаху алейхи ва салам и зборот на еден сахаби, значи, му се дават предност без никаков сомнеш на зборот на посланикот салаллаху алейхи ва салам. И ако се случило нешто, значи, не е со намера да сахабиот сака да му се спротивстави на сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, но може би толку му имало стигнато. И не му стигнат тој хадис, тој говор од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Се сахаби никогаш не намерувале да му се спротивстават на говорите од посланикот салаллаху алейхи ва салам. Следниот хадис, а тој од Аиша ради Аллаху анха, قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النساء والدارقطني والحاكم. Во овој хадис, кој го пренесуваат Аиша ради Аллаху анха, кажуваат: јас го видов пекамберот салаллаху алейхи ва салам како се клањат седнат скрсноце. Значи седнат скрсноце и се клањаше. Шейх Зейд рахимуллах велит, значи дека овие 4 хадиси објаснуваат како треба да се клањат или односно како му е дозволено на оние луѓе кои се оправдани поради нивната болест. И болеста, вели шейх Зейд рахимуллах, што треба да го земаме во предвид ова работа, а тоа е болеста се разликуваат од човек до човек. Значи не значи ти си малу болен и готово велиш има значи оправдание јас сега да се клањам спружен на кревет. Не. Значи болеста се разликуваат. Некој може би го боли неговата нога само. Некој целото тело му е парализирано. Има разлика тука. Значи не се исти тие во правилата. Секој требит, вели шейх Зейд рахимуллах, секој требит да се клањат спрема неговата ситуација. Значи секој требит да се клањат спрема неговата ситуација. Ако може да се клањат на нодзе, нека се клањат значи на нодзе. Ако не може, тогаш седнат, ако не може, тогаш значи странично. Исто вели шейх Зейд рахимахуллах, што се спомнува тука во хадисот од Аиша ради Аллаху анха, дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам се клањаше седнат скрсноце. Ова е еден начин, ако ти не можеш да се клањаш на ноце, тогаш се клањаш седнат. Подобриот начин е, најпрепорачливиот начин е да се клањаш ти онака како што се стои во намаз. Значи ќе бидеш на тешехуд, како се стои. Значи седењето на тешехуд, така да се клањаш, значи и ќе бидеш значи болен, ако можеш. Но ако ти и тоа ти оттежнува тебе, тој начин на седење, како што се стои во тешехуд, ако тој начин исто ти оттежнува и е терет за тебе, тогаш можеш скрсноце. Што скрсноце е многу полесно седењето. Точно така. Да.
Значи, дозволено е, како што земаме од овој хадис што е пренесен во Несаи, Ад-Дарақутни и Ел-Хаким. Исто вели шех Зейд рахимахуллах, што треба да се имат, значи во пазење човекот да го имат, ако может човекот некои столбови од намазот да ги извршит, а некои не, тогаш не треба да ги остави оние кои може да ги извршит. Значи, затоа рековме спрема неговата ситуација. Значи, тој мој некој работи да ги изврши. Седењето, например. Тој мој да седи на ноца. Но не мој дојде на суџуд. Тогаш тие работи, рукуа и така натаму, тие работи што може да ги изврши, пак се држи на нив. Оние работи кои не може да ги направи, тука тој оправдан. Значи, не значи ти, пример, ако не можеш сега на суџуд дојдеш и целиот намаз да го кланя седната. Значи, не. Тука оние работи кои можеш да ги извршиш, треба да ги извршиш и за тие работи немаш оправдавање. Немаш оправдавање. И потоа вели шех Зейд рахимахуллах дека ова е од овие сите работи одземаме од хадисиве дека во нашата вера имат олеснување. Значи не е вера кој на човек кој му обтежнуваат, кој му е искомплицирува неговата работа. Но за секоја една, значи, ситуација имате можностите. Потоа продолжува шех Зейд рахимахуллах велит дека во случај ако не може ни на нозе, ни седнат, ни странично, тогаш во кој бил начин се клањат во неговото срце. Значи, се додека паметот работи, тој замислува сега. Тој замислува сега, значи, во себе си, сега се најдувам во на нозе и чита суратул Фатиха. Сега се најдува на руку и го прави зикрот на руку. Сега се кревам од руку, го прави зикрот него. Сега одам на суџуд, го прави зикрот на суџуд. Сега меѓу две сеџдина и така. Нон-стоп до крај на намазот. Значи, се додека му работи паметот, не отпаѓа намазот од него. Значи, се додека, значи, уште му е задолжност да го кланјат и можат, вели шех Зейд рахимуллах, оној кој има ваква болест, ваква жестока болест, може тој, значи, да ги спојуваат пладне и киндија и акшам јација. Значи, за него е тоа, значи, олеснување. За него е тоа олеснување. И исто во овој случај, ако не може да употребуваат вода, тогаш земата ет-тејеммум. И ако не може тој самиот, значи, неговата фамилија. И на крај на овие 4 хадиси, вели шех Зейд рахимуллах, загуба е она вистинска загуба е она вистинска загуба, кога човекот се заболува тешко, но неговиот памет е се уште присутен и тој го остава намазот. Ова е од лошиот завршеток на човекот во дуњалокот. Значи, од лошиот завршеток за човекот на дуњалокот е да тој на крајот во неговиот живот да добие големи болки на неговото тело и поради тие болки и да го остави целиот намаз. И да умрит, да го напушти овој дуњалок како човек што не кланјат намаз. Ова е вистинската загуба, вели шех Зейд. Ел-хусрану куллул хусран. Загуба, вистинска загуба. Целосна загуба. Да човекот поради болките кои ги претрпуват, го остават намазот и умират како човек што не кланјат намаз. И ова е дело, значи оној кој го остават намазот и умира така, ова е дело на оние луѓе кои ќе бидат тажни. Затоа човекот, вели шех Зейд рахимахуллах на крај, човекот треба да му се моли на Аллах субханаху ва таала, да Аллах субханаху ва таала да го уцврсти него во неговата вера во секоја една ситуација. Значи во секоја една ситуација, значи и во ситуации кога е добро, кога е лесно, кога е здрав, кога е све,
но и во ситуации да биде уцварсен да се држи на верата, кога има тешкоти, кога има значи непријатни моменти, кога има болки и така натаму. Значи да се чува цврсто. Се можеби луѓе имат кои се цврсто се држат за верата или односно така се искажуваат пред луѓето кога им е добро, кога им е лесно. Но кога идат такви тешки ситуации, тогаш тој остават верата и не практикуваат. И ако умрете во таа ситуација, како што рече Шејх Зейд рахимуллах, тоа е загуба, целосна загуба. Му се моля на Аллах субхана ва таала да не зачува нас од тие ситуации. Ова беше во врска значи за бабу салатил марид, значи намазот во врска за болните луѓе. Потоа споминат авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах бабу салатил мусафир, значи поглавие намазот на патникот. Намазот на патникот. Првиот хадис, а тоа е односно 399 од Аиша радијаллаху анха قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. Аиша радијаллаху анха, кој овај хадис е заверен во Бухари, Муслим, пренесуваат дека намазот на почеток беше задолжен 2 рекати. Значи овде збориме сега почеток во Мека. Ке дојде Шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето дека значи првите 10 години повикуваше посланикот салаллаху алейхи ва селам само во теухид, ет-теухид, да се обожават еден и единствен Аллах субхана ва таала и да се остават сите кипови и сите оние кои се обожаваат освен Аллах субхана ва таала и да се дистанцираат луѓето и да се откажат од нив и да ги негираат. Значи ова беше тие 10 години. Потоа дојдоа значи други задолжности. Ова не значи дека посланикот салаллаху алейхи ва салам повикувањето во теухид го заостави. Продолжи. Значи повикувањето во теухид целиот значи 23 години беше. Значи го почна пегамберот салаллаху алейхи ва салам повикувањето со теухид и беше во целиот тек и во Мека и во Медина и исто така го заврши со повикување во теухид. Како што вели Шејх Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, таа теухид е базата на сите бази во исламот. Базата на сите бази. Ако твојот теухид, твоето верување во Аллах субхана ва таала не е исправно, ти ако сакаш дади и милиони и милиарди и клањај се илјадници рекати на денот, не ти вредит. Не ти вредит. Зашто Аллах субхана ва таала нема потреба за твојот намаз. Потоа, следниот хадис, а тој од Бухари, вели исто Аиша радијаллаху анха, фуридат الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وترك صلاة السفر على الأولى. Аиша радијаллаху анха кажуваат во овај хадис дека намазот на почеток беше задолжен 4 рекати. Потоа пегамберот салаллаху алейхи ва салам направи хиџра, значи за Медина, и се задолжи намазот 4 рекати, а се остави оној намаз за патник што е 2. Што значи пладнето кој беше на почеток 2 рекати се направи 4. Икиндијата 2 се направи 4. Јацијата 2 се направи 4. Но за патникот, оној кој е патник, остана 2 рекати. Остана, значи, 2 рекати.
Slednji od hadis, an Ata, an Aisha radijallahu anha, anna nabija sallallahu alaihi wa sallam kana yaksuru fi safar wa yutim, wa yuftiru wa yasum. V ovaj hadis, velit Aisha radijallahu anha, дека pekambero sallallahu alaihi wa sallam во неговите патувања и го кратеше намазот и го исполнуваше. Значи, исполнуваше, го кланяше 4 рекати. И постеше и некогаш не постеше. Овде, значи, првите два хадиси учиме дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллам во патување го кратеше намазот. Значи, зашто на почеток беше 2, после хиджретот се направи 4, но за патникот остана пак 2. Но во овој хадис учиме дека некогаш и го кратеше, а некогаш и го кланяше онака како што е полно. Ибн Абдулхади рахимуллах велит, но вистината во оваа работа е дека ова не е од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллам некој пат го кратил, некој пат го исполнувал 4, го кланял, плавнето на пример. Ова е делување од Аиша радијаллаху анха. Значи не пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, туку Аиша радијаллаху анха. Таја правеше некогаш да го кратеше, некогаш го кланяше 4 рекати. И ова исто, значи, од оние врвни алими, кои тие вакви слабости во хадисите, значи, ги бараат и ги истражуваат. Што некогаш треба дури и години да поминат, да ја најше таја слабост. Да дојш до вистински, значи, факти и аргументи. И велит, значи, Ибн Абдулхади рахимахуллах продолжуваат, дека вистинскиот иснет, вистинскиот сенет, вистинскиот синџирија од Шу'ба, од Хишам ибн Урва, ан абихи, ан Аишата, аннаха канат туsalli фи сафар 4. Значи, вистинскиот, значи, синџирија од Шу'ба, од Хишам, од Урва, од Аиша. Дека Аиша радијаллаху анха се кланяше кога патуваше и оние кои дозволено беше 2, таа ги кланяше 4. Например, пладнето, земиме пример, пладне намаз. Значи го кланяше таа и во патување 4. А е дозволено 2. И тоа го правеше пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Фaqultu лаха Урва му рече на Аиша радијаллаху анха, لو صليت ركعتين, кога би се клањала ти само 2 рекати. Тогаш му одговори Аиша радијаллаху анха, ја ибн ухти, тогаш учиме дека Урва беше син од сестрата на Аиша радијаллаху анха. Му рече, о син на мојата сестра, иннаху ла јешуqqu алејја. Тоа мене не ми предизвикува терет. Значи, клањањето 4 рекати, наместо 2 во патување, тоа мене не ми отежнуваат, не ми оттеретуваат. Што значи дека ова е од иджтихадот на Аиша радијаллаху анха. А вистината е во говорот и во делото од посланикот салаллаху алейхи ва саллам. Зашто истото е пренесето исто и од Усман ибн Аффан радијаллаху анху, дека исто кланяше 4 наместо 2 рекати. Но сепак, значи, аргументот е за 2 да се клањаат. Зашто тоа го правеше посланикот салаллаху алейхи ва саллам. И од ова, од следниот хадис го учиме тоа, а тој од Ибн Умар радијаллаху анхума قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد بن خزيمة بن حبان. Велит во овој хадис Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума дека посланикот салаллаху алейхи ва саллам велит, Аллах сакат
да вие да ги примите неговите дозволи, неговите олеснувања. Значи Аллах го сака то. Кога ви дава некоја олеснување, ви го дава, значи ова е олеснување. Ти во патување од 4-2 да ги клањаш рекати. Аллах сака да вие да ги примите, да ги земите, да ги практикувате неговите олеснувања. Она како исто што мразит, да вие да се приближувате, да му правите нему гревови. Значи како што сакате кога ќе ви олесне нешто да го примите, така исто мразит да вие да ги пречекорувате и да правите гревови. И вели шејх Зейд рахимуллах, сега после спомнување на овие хадиси, дека кога беше пекамберот салаллаху алейхи ва салам испратен на почеток, 10 години само повикуваше во теухид. И ова значи се гледа тука колку е важна, значи важно повикувањето во теухид, да биде еден и единствено обожаван Аллах субхана ва таала, значи сите ибадети без исклучок да му бидат само за Аллах субхана ва таала. За никој други, ни за пекамбер, ни за мелаче, ни за евлија, ни за гроб, ни за дрво, ни за камен, за никого. Ни за месечина, ни за сонце, за звезди, никого да не обожаваш. Освен еден и единствен Аллах субхана ва таала. Потоа, значи, во 10-тата година му се задолжи на пекамберот салаллаху алейхи ва салам намазот. Имати пренесување, вели шејх Зейд рахимуллах, во 13-тата година. Важно е кога пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи беше Исра und Ми'раџ, тогаш на Ми'раџ му се задолжи на пекамберот салаллаху алейхи ва салам намазот. И му се задолжи 50 намази. Значи му се задолжи на пекамберот салаллаху алейхи ва салам во текот на денот и ноќта да ги клања тој неговиот умет 50 намази. Но е позната случката со Муса алейхи салату вассалам и пекамберот салаллаху алейхи ва салам бараше олеснување, се додека дојде бројот на 5 намази во текот на денот и ноќта, но наградата е останата за 50 намази. Значи, бројката се намали од 50 на 5, но наградата остана за еден намаз како 10. Значи, за 50 намази наградата е уште останата. И исто, значи на Ми'раџ, кога му се задолжи на пекамберот салаллаху алейхи ва салам намазот, на почеток беше, значи, по 2 рекати. Значи, и пладнето беше 2 рекати, и киндијата 2 рекати, и јацијата 2 рекати. На почеток. Но после, вели шејх Зейд рахимуллах, кога пекамберот салаллаху алейхи ва салам правеше хиџрет за Медина, тогаш намазот во присуство кој беше, значи намазот кога си дома, тогаш се додаде. Значи на пладне од 2 на 4, и киндија исто 2-4, и јација исто од 2 на 4. А за патникот остана исто така, значи да ги клањат тие намази по 2 рекати. Така што, вели шејх Зейд рахимуллах, оној човек кој се најдуваат во патување, кој патуваат еден пат кој е дозволен, дали е тоа патување за барање знање, дали тоа е патување за барање, значи за јадење, да работа, или патување кој е дозволено, што значи пример патување за да посетиш некого, твој брат, твој блиска фамилија, или патување значи за други потреби, за лечење. Значи дозволено му е кога ќе премини тие, како што ќе дојме исто понатаму 80 километри, му е дозволено да го крати намазот и исто спрема потреба да го спојуват пладне со киндија, акшам со јација. Имат само едно патување кој шејх Зейд рахимуллах тука го напомнуваат, а тоа е ако е патување кој човекот намерува да прави гревови.
тоа не му се рачуни нему патување и не сме тука намазот да го кратите да го спојуват. Значи тој ако намеруват да ојд од тука кај нас, Скопје, Белград, не зна каде, со намера лоша за правит гревови, или да работи со камата, или други работи, и колку тоа долго да биде тоа патување со километри, не му се рачуни тоа како патување нему. Да, зашто тоа? Да, или на свадба. Те викале, на свадба го спомна, одличен пример, бараклафик. Да, те викале во Скопје на свадба. И ти велиш теја, тамам ми паднало добро, ќе ја кланјам јацијата со акшамот, за да бидам во свадбава внатра, да не ми избегат орото. Значи, треби затоа човекот, гледаш Шејх Зеид Рахимуллах што вели, во тоа не ти се рачуни тебе како патување. И тоа патување е патување на греф. Значи, ти правиш секое одење на твојата кола во тоа патување, ти правиш гревови. Значи, твојата намера, твојот нијет е за греф. Не е за да бидеш покорен спрема Аллах субхана ва таала. Или не е за ти да појдеш таму, имаш потреба на пазар, негде да купиш, значи, материјал што ти потреба, за да изваиш леп, за да јадиш. Туку твојата намера, значи, за да бидеш непокорен. Затоа тоа патување не се работи. Или пример што на плажа негде луѓево, така? На плажа, не знам каде, на одмор. И вели ја таму сега, дека да биде што почи на сонце, го плањето и киндијата ги спојуваат. Јацијата и акшамот ги спојуваат. Не му е дозволено. Значи, затоа треба човекот да бидете, да се пазите. Има разлика. И тоа токму Шејх Зеид Рахимуллах го спомнува сега тука. Има разлика. Скратување на намазот и спојување. Едното со другото немаат врска. Многу те браќа ги помешуваат овие две меселина. Спојувањето е една работа, скратувањето е друга работа. Не ги меша едната со другата. Кога ќе ти речам јас, тебе ме прашуваш на телефон дали можам да го скратувам намазот со Белград или Ниш, те велам скратувај го. Ова не значи исто дека одма ти вела и спој го. Се многу ги помешуваат овие две работи. Она што го правеше пекамберот салаллаху алейхи васелам, како што кажуваат Абдулlah ибн Омар, ако ти се отежни тебе патувањето, тогаш е дозволено да ги споиш два намази. Скратувањето е ваџиб, по праведното мислење, како што вели Шејх Зеид Рахимуллах. Но спојувањето е тогаш легитимирано за тебе, кога тебе ти отежнуваат патувањето. Значи, ова е најдобро да го правиш вака. Кога тебе ќе ти отежни, ти мислиш дека се, ако јас кланјам секој намаз во своето време, ова ќе ми отежни мене. И е терет за мене. Тогаш смееш и да ги спојуваш и да ги скратуваш секако. Ама ти, како што вели Шејх бин Баз рахимуллах и другите алими исто, ако ти знаеш пример, сега си стигнат на едно место, пример Скопје си појден сега, и ти знаеш дека запладне си в џамија тука и знаеш дека и за екиндија исто ќе бидеш тука. Тогаш е најдобро за тебе да го кланеш ти пладнето во своето време, со два рекати ако се кланеш сам, ако се кланеш со имам в џамија, тогаш ти се кланеш како имамот се кланя. И потоа е подобро за тебе да чекаш екиндијата со имамот, или сам да ја кланеш, ама во времето на екиндија, ако веќе знаеш дека ти ќе стоиш тука до екиндија. Се многу, значи, за да се ослободи тој, од тој терет, за да мој почини с чаршија да шетат, вели тај ќе испоја се на брзина и да биде ја слободен. Да, значи подобро е, значи тој да ги клања тогаш секој намаз во своето време. Зошто пекамберот салаллаху алейхи васелам вели: "Ахаббул а'мали as-салату фи вақтиха." Значи од најстаканите дела кај Аллах субхана ва таала е намазот во своето време. Значи намазот во своето време. А она, вели Шејх Зеид рахимуллах, што се напомнуваат дека Аиша радијаллаху анха
исто го исполнувала намазот во текот на патување наместо 2-4 во време на животот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем, како што вели Ибн Каим рахимуллах, јас го слушнав за ова меселе мојот шејхул Ислам ибн Теймија рахимуллах да вели дека овој хадис ја лага за Аиша радијаллаху анха. Значи имат луѓе што велат дека Аиша радијаллаху анха, значи каде тука работата меселето, дека Аиша радијаллаху анха го исполнуваше намазот на патување 4, на пример пладнето да земиме. Значи тане пегамберот салаллаху алейхи кланяше по 2 и другите сахаба по 2, но Аиша радијаллаху анха кланяше 4. А пегамберот салаллаху алейхи беше жив. Ова велите шејхул Ислам ибн Теймија рахимуллах, како што пренесува неговиот врвен ученик Ибн Каим рахимахуллах, ова е лага за Аиша радијаллаху анха. Значи ова не се случило да во текот на животот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем да се случи тоа, зашто токму е тој пренесувач, односно таја е тој пренесувач што вели дека намазот на почеток беше 2 рекати, а потоа значи се додаде за оној кој е во неговото место, а за патникот остана повторно 2. Значи таа го пренесува тој хадис. И са како е можно за да дојде таа после и да се спротивставите на тој хадис. Значи ова не е добро мислење за сахаба ридвануллахи алейхим. Ова значи во текот на животот. А после смртот пегамберот салаллаху алейхи ва селем, она што го правеше и таја Аиша радијаллаху анха и Усман радијаллаху ан, тоа беше нивниот иџтихад, што му рече на Урва, тоа мене не ми оттежнува. Ама во текот на животот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем, значи тоа е лага, зашто тие сакаат да кажат, значи тој што сака да се аргументира со тоа и што настојуваат на тоа, сакаат да кажат дека Аиша радијаллаху анха и во текот на животот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем го правеше тоа и тој ништо не му велеше нејзи. Значи не ја критикуваше. Не ја поправуваше. Но тоа значи не е вистина како што вели шејхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах. Потоа вели шејх Зейд рахимахуллах друго меселе, а тоа е скратување на намазот, значи од 4 на 2. Дали е ваџиб или сунна? Вели шејх Зейд рахимахуллах, она што гледаме ние во аргументите е дека ваџиб. Значи, тебе ти е ваџиб, задолжност, кога ќе преминиш таја дистанца, а таја е напомнува шејх Зейд рахимахуллах тука 80 километри. Значи, кога ќе преминиш 80 километри, дали тебе тоа ти обтежнуваат или не ти обтежнуваат, задолжност е да го скратиш намазот. Задолжност е да го скратиш намазот и тука се аргументите. Потоа исто во врска со постот. Вели шејх Зейд рахимахуллах, во врска со постот за патникот, значи збориме постот во Рамазан месец за патникот. На почеток вели шејх Зейд рахимахуллах дека ова е спрема неговата ситуација. Значи неговата ситуација, значи како мој тој да го поднеси тоа. Значи неговата издржливост. Ако постит, значи ако се случи да тој да постит во текот на неговото патување, неговиот пост е праведен и тој за тоа значи се надеваме да биде награден. А ако го расипи неговиот пост, тогаш зел олеснувањето кој му го дал Аллах субхана ва таала. Значи дозволено исто тоа. И како што напомнавме, тука дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем вели дека Аллах субхана ва таала сака да вие неговите олеснувања да ги земите, да ги примите. Некој вели шејх Зейд рахимуллах, некои алими велат дека ако постот не му отежнуваат, тогаш е подобро за него да не пости. А ако постот не му отежнуваат, тогаш е подобро за него да го пости тој ден. И шејх Утемин рахимуллах има тоа мислење, зашто вели шејх Утемин рахимуллах, ако ти постиш во текот на месец Рамазан, иако си патник, многу е полесно за тебе.
Зашто кога треба ти да го компензираш тој ден, после Бајрам, кога муслиманите не постат, а ти самиот ќе постиш, е многу потешко за тебе. Значи, ако можеш, подобро е, ако не представува за тебе никаков тешкотија и терет, подобро е, значи, да го постиш. Но, Шејх Зеид рахимулла на крај, значи најдоброто мислење, што го бараш ти, вели Шејх Зеид рахимахулла, дека аргументите кажуваат дека подобро е за патникот тој да го расипи тој ден, да не посет, дали тоа му отежнуваат или не му отежнуваат нему. Значи без предвид земање неговата ситуација, дали му отежнуваат или не му отежнуваат. Аргументите кажуваат дека најдобро е тој да не пости кога е патник. Да. Тие се, значи, 80 километри. Кога ги преминува човекот 80 километри, значи овде не збориме ние сега, ќе ми дојш утре, велиш, имат до Филан место 78 километри. Значи тука не збориме ние 78, 79, 80. Да, значи не се збори за 1, 2, 3 километри. Тоа беше во врска со овие хадиси. Исто, потоа спомнуваат Ибн Абдул-Хади рахимахулла други хадиси, а тие се од Шу'ба ан Јахја ибн Језид قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم. Во овој хадис вели Јахја ибн Језид, јас го прашав Енес радијаллаху ан во врска со кратењето на намазот. Енес ми одговори дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам кога излагаше 3 мајли, околу значи 5 километри, го кратеше намазот. Овде треба да се, значи ги кланяш оние што беа 4 по 2. Овде треба да се свати добро овај хадис. Се многу луѓе ги имаат, значи, погрешно разбрано. Овде беше, значи, намерата излагаше пекамберот салаллаху алейхи ва салам и продолжуваше во неговото патување. Не ти утре ќе ти текне тебе, ние ојме 5 километри на работа негде, гарани, колибари, што ти знам јас, и цел ден кратиме намазот. Велиш, патници сме. И не држиме цел месец Рамазан. Значи, ова е игра. Како што му го прашав еднош Шех Арафат пред неколку години во Медина, во врска за еден брат, што велеше, ја само да напуша селото мое, више патник се рачуна. Тоа, шејхот рече, овие се играат со верата. Му кажиш да се плаши од Аллах Джелешану. Ен јеттақилла, да се плаши од Аллах Джелешану, овие се изигрува со верата Аллахова. Значи, не брат. Овде се рачуни ти, пример, сега си намерил дојш Скопје. И кога си кренал на патување, те фаќа тебе сега намазот колибари, колари, зајас, пример. Тогаш, тебе ти е дозволено да ги скратиш. Не ти е планот 100 километри. Да. Тебе не ти е планот да пошти тоа тука до тоа село да се вратиш назад, туку ти да продолжиш во патувањето. Значи не сме да го земиш ова пример, или значи во села што се тука околијава наша. Значи не се потоа исто се, значи други работи се исплеткуваат тука и ова кажуваат скришна болест во срцата на тие луѓе. Се потоа се поврзувате џумата после. Се велиш ти за патник нема џума. И тогаш ни клањаш џума, ни постиш, намазите ги клањаш, ги спојуваш и ги скратуваш и ти покроце излизгуваш од верата и не осеќаваш самиот дека излизгуваш. Затоа, значи, кога му го кажав на Шех Арафат во Медина, значи ова беше негде 2015-16 година, шехот ми рече, овај човек се изигрува со верата. И да му речиш да се плаши од Аллах Джелешану. Потоа, следниот хадис, а тој од Ала ал-Хадрами, رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3 متفق عليه.
Пегамберот салаллаху алейхи ва саллам во овај хадис кој во Бухари и Муслим велит дека мухаџирот, кој има направено хиџрет од Мека, неговото седење после извршување на верските ритуали во Мека се 3 дена. Значи 3 дена да стои. Ова ќе дојде во објаснувањето зошто 3 дена се спомнува тука. Значи мухаџирот, неговото седење во Мека е 3 дена. Потоа значи е напуштат. Ќе дојме во тоа. Следниот хадис ан Јахја ибн Аби Исхак рахимахуллах велит семи'ату Анас ибн Малик јекул خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فقلت أقمتم بها شيئا قال أقمنا بها 10 متفق عليه. Јахја ибн Аби Исхак вели дека го слушнав Анас ибн Малик радијаллаху ан да каже: излеговме заедно со пегамберот салаллаху алейхи ва селам од Медина за Мека. И пегамберот салаллаху алейхи ва селам се кланяше 2-2. Значи по 2 рекати, пладне и киндијата, јацијата по 2 рекати. Се додека се вративме во Медина. Значи целото патување за Мека, седењето во Мека, враќањето назад, ги кланяше пегамберот салаллаху алейхи ва селам по 2 рекати, они кои беа по 4. Јахја ибн Аби Исхак му вели на Анас радијаллаху ан: колку останавте вие во Мека, односно дали останавте вие неколку време во Мека? Вели Анас: да, останавме 10 дена. И во тие 10 дена исто посланикот салаллаху алейхи ва селам се кланяше, значи по 2 рекати, оние кои беа по 4. Следниот хадис, а тој од Ибн Аббас радијаллаху анхума قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا. Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума кажува дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам остана тука, може би во Мека остана или во друго место, остана 19 дена. И во тие 19 дена го кратеше намазот. Така вели Абдуллах ибн Аббас, и ние кога патувавме и останувавме негде каде да биде 19 дена, кратевме намазот. Што останувавме после 19-тиот ден, 20-тиот ден, го исполнувавме намазот. Ова е во врска, значи, со бројката. Исто, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة رواه أحمد وأبو داود. Ovde veli Džabir radijallahu an дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам остана во битката на Табук 20 дена таму во Табук. Табук е околу 700 километри од Медина оддалечен, на граница со Јорданија. Остана пегамберот салаллаху алейхи ва селам 20 дена таму. И го кратеше намазот. Сега Шејх Зейд рахимуллах велит дека во овие хадиси што ги напомнува тука авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах има неколку меселини. Прво меселе, а тоа е дека скратувањето во патување и исто непостоење во месец Рамазан, тоа е ослободување и олеснување кој го имат Аллах субханаху ва таала дадено на овај уммет. И тоа е Аллахова милост спрема муслиманите и муслиманките. Втора работа. Вели Шејх Зейд рахимуллах дека патувањето, ако е она патување кое е дозволено, како што напомнаме претходно со тие примероците, да не завлагаме тука подолго, зашто го напомнавме, значи, и претходно. Потоа велит исто Шејх Зейд рахимуллах исто дистанцата. Дистанцата кога почнува човекот да го крати својот намаз и кога му е дозволено нему во месец Рамазан да го расипе неговиот пост. Тука, поради тие хадиси што се неколку напомнати, има недоразбирање меѓу алимите.
Значи, некои велат толку километри, некој толку, но Шејх Зеид рахимулла вели, најисправното мислење е да тие се 80 километри. Значи, 80 километри, кога ги преминува човекот, тогаш му е дозволено, тој се рачени да е патник веќе, и му е дозволено тогаша да го крати намазот и да го расипи неговиот пост. Потоа вели Шејх Зеид рахимулла, исто друго меселе, ако човекот патува едно патување во некоја друга држава, што во таа држава има таму некоја потреба, и ако веќе стигне до тоа место, во кој има потреба за да изврши, дали тој неговиот намаз во сет тој негов престој таму го скратуваат или не? Тука вели Шејх Зеид рахимулла, имата, значи, различни мислења кај алимите. Некој земаат, ако ти знаеш, ова е првото мислење кој го спомнува Шејх Зеид рахимулла тука, ако ти знаеш дека ќе останеш таму повеќе од 4 дена, тогаш од почеток не го кратиш намазот и не го спојуваш. Се кланjаш нормално. Знаеш ти, пример сега, ќе во Швајцарија, ќе стеш една недела таму. Една недела, 7 дена ќе стоиш. Тогаш ти намазот не го кратиш. И не го спојуваш. Ама ти знаеш сега, ќе во Швајцарија, ќе стоиш 3 дена. 3 денови. Тогаш го кратиш и го спојуваш, дозволено ти. Со спојувањето реком, ако имаш тешкоти, знаеш. Ако си ти негде сега стан појден на посета, цел ден дома седнати, велиш ја ги спојува, за да правиме повеќе муабета. И да гледаме фудбал, што ти знам јас. Не е така, значи тоа мислењето. Значи, разбрав тоа, ако знаеш дека стоиш негде повеќе, Данска, оиш пример, патуваш. Бараклави. Пример, така е пример, оиш Данска, една недела стоиш. Што една недела, значи не го кратиш ни намазот, ни не го спојуваш. Ама знаеш, оиш таму сега. 3 дена стоиш таму или 2 дена стоиш таму. Оден иде не да, тогаш и го кратиш и може, значи, спрема потреба и да го спојуваш. Ова мислење го има Малик и имаме Шафији. Значи 4 дена. И ќе дојде накрај Шејх Зеид рахимулла дека вели, јас мислам дека ова е најдоброто мислење. Зошто? Затоа пекамберот салаллаху алейхи ва селам на хадисот што учиме тука, за на мухаџирот, после 3 дена, кога ќе изврши неговите ритуални верски прописи, да напушти Мека. Зошто тој уште 4-тиот ден стануваат седалец, тамошен. Значи, тој е аргумент што го земаат алимите за ова мислење. Имам Абу Ханифа, рахимахулла, гледа дека човекот 15 дена, ако знаеш дека ќе стоиш негде 15 дена, или помалку од 15, 14, 13, 12, така натаму, дозволено ти е да го кратиш намазот. Над 16 дена, значи 15 по 16 ден влагат, ако знаеш дека ќе стоиш и примеса таму 2,5 недели. Значи не смееш да го скратуваш. Ама ако знаеш дека ќе стоиш само 2 недели, 14 дена, дозволено ти е да го кратиш. Тоа е неговото мислење. Ел-Аузаи, имам Ел-Аузаи рахимулла, вели 12 дена. 12 дена. Хасан Ел-Басри рахимулла вели, човекот со самото влагање во таа земја каде сакаат да пристојуваат, стануваат седалец. Значи нема време ограничено, вели Хасан Ел-Басри. Значи со самото влагање. Друго мислење исто, Аиша радијаллаху анха, дека со ставање самото негово патно средство, врзување неговото патно средство до тоа место каде треба да стигне, станува седалец. Например, со нашиве можности, со паркирање на таа кола, значи, ама колава да паркира, значи, таму каде имаш целта, се ти може да паркираш по бензинскиве, оиш се запираш, или по некој хотел, оиш примера. Значи, ти се во моментот кога застануваш со автомобилот во таа земја каде имаш намерено, до тоа место, таа дестинација, стануваш веќе седалец. Значи, и што спомнавме од Ибн Аббас, 19 дена, 20-та го пречекориш, више не си патник и така натаму, но Шејх Зеид рахимахулла вели,
дека најправилното мислење спрема него е 4 дена. Значи ти ако знаеш дека патуваш до една место, до една држава, до еден град, што е над 80 километри, и знаеш дека ќе стоиш помалку од 4 дена, го скратуваш. Ти е дозволено. Овде го скратуваш, значи да се разбериме добро, ако ти в џамија, тога се кланеш за имамот. Значи ти си стигнал пример за место сега, да пример кај нас, Скопје ош. Имаш потреба 3 дена остануваш во хотел негде Скопје. Ама до хотелов има џамија. Може да дојдеш да не скратиш. Да, одлично, гледаш го разбра. Значи ти кога оиш в џамија, не се кланеш за имамо само 2 реча, ти си седнуваш после, велиш јас сум патника. Не се кланеш како имамо на местото тука се кланят. Значи 4. Овде се збори скратувањето, ако дојде случај ти сам си се кланеш. Сам се кланеш, тогаш и кланеш, значи 2 рекати. Исто, вели шејх Зеид рахимуллах, што е многу друга важна работа, што исто под ова меселе се подразбират, а тоа е ако човекот, значи сега слушате внимателно, има сличност ова меселе со ова претходно што го учевме, а тоа е ако ти немаш ниедна правено за одредено време да пристојуваш во тоа место. Туку оиш во нео место, пример, чекаш роба да ти дојде. Робава каснит 2 дена, 3 дена, не дошол бродов Грција, пример, или Турска. Има такви случаи. Или оиш, пример, на операција, Турска. Операцијава ти е закажана за утре. Одено се одложува последна недела. Последна недела пак се одложува до на недела. Ти си нон-стоп патник овде. И нон-стоп и да останеш овде, затоа, значи, некои од сахаба редвануллахи алейхим пренесуваат 19 дена, 15 дена од пекамберот салаллаху алейхи веселем, под ова разбирање, значи, тука нема од пекамберот салаллаху алейхи веселем направено ние одредено време да престојуваат. Фиксно време да престојуваат во тоа место. И затоа, значи, како има некои пренесувања кога бил Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума во Азербејџан, 6 месеци го кратил намазот. И ти се влижаш не, ама таму му паднало снег и тој секој ден планира да се врати дома. И така бил секој ден во ниедна патник. Значи, затоа треба добро да ги разбереш овие меселина. Не ти се имат ученици што се дојдени во Медина, 6 години го крателе намазот. Зашто јас сум патник во Медина, 6 години. Шех Абдул Бухари, кога беше прашан за ова меселе, за вакви ученици, рече ове не дошол за да учи знање. Ове не дошол за да учи знање. Значи, ове дошол да се изиграва со верата. Ама не дошол да учи знање. Значи, затоа треба се имат баракаллаху фикум, имат луѓе кога тој на неговото болно срце допират некое знање, тогаш му се расипува неговото срце. Зашто тоа е болно срце. И тоа срце не намерува да тој да се поправи. Туку тој намерува да бара олеснувања само. Значи, тука го разбрат ова меселе. Значи, првото меселе беше ти знаеш од почеток колку ќе стоиш. Имаш картата, повратна карта, све си зборил, колку ќе стоа. Друго меселе ти не знаеш колку ќе останеш таму. Ти си пошол за 2 дена, се направиле 20 дена. Авионот, снег, дождој, термини што ти знам јас. Да. Ти си нон-стоп патник. Се додека да ја завршиш таа работа и да се вратиш дома. И ги напомниве неколку хадиси за да го завршиме ова поглавие, но само ќе ги читаме. И иншалла само ќе ги преведиме директно. Следниот хадис е од Енес ибн Малик радијаллаху ан, дека пегамберот салаллаху алейхи веселем, ако пред да дојде времето на пладне, ако кренеше на патување, тогаш го спојуваше пладне и киндија во времето на икиндија. Значи, ова е од фик, од разбирање на верата. Ти ако сега си кренал со колава, пример, си танкал бензин, значи ова ги има живено, значи и тој пример е ова конкретен пример, ти пример сега си танкал бензин негде. И саатот е 11. Ти само што си танкал сега, после пола сат, 50 минути, влагат пладна. Ти се ама да фрлиш километража, така речено,
за да одиш по барку, да стигнеш дома, што ти знам јас. Тука е подобро за тебе за да продолжиш ти во возење, дури да доти киндија. И тогаш ти можеш да имаш потреба пак да танкуваш, да не губиш пак и време, тогаш и танкуваш и клањаш пладнето и киндијата во времето на икиндија. Значи ова го правеше пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Но ако веќе вели другиот хадис што тука од Анас ибн Малик радијаллаху ан исто. Ако веќе беше пладнето влезено, а пегамберот салаллаху алейхи ва селем не беше качен на неговата камила или на средство кој патуваше конј, маска и така натаму, не беше качен, тогаш го клањаше пладнето и киндијата во времето на пладнето и потоа заминуваше. Значи тогаш од фик, од разбирањето, и кога има знање, ти се олеснуваат работите. А ти кога без знање си правиш работето, значи многу тешко. Како некој што има слушнато блиски, фамилии и така натаму, не се клањаат кога се во текот на патување. Зошто поради овие работи што тој мисли дека треба секој намаз во своето време да го клањат и треба по 4 рекати да ги клањат така натаму. Си прави значи самите шкотија. Затоа како што вели имам Ибн Каим рахимахуллах, дека незнањето е болест која убиват. И затоа треба ние треба многу да учиме. И да се прашуваме, и да се консултираме, и да се жртвуваме за знањето. Сега шейховите во Медина, во Мека, сите препорачуваат учење, да се учи брат. Луѓето имаат потреба за оваа вера да ја научат, да ја сватат, да им се придонеси, да им се пренеси. Но ние како ќе ја пренесиме верата ако ние сами не ја знаеме и не ја разбираме? Значи ние треба врвно да учиме. И тоа кога ќе видиш ти алими, шейхови, кој степен се стигнати, сами осваќаш колку си малечок. Ама ние седнати еден меѓу себе в кафуле, си оправиме чефот еден на други и мислиме подобри од нас немата. Ама кога ќе застанеш пред алим, како Абдулла Бухари, хафизахуллах, тогаш сваќаш, ти си муфка. Ти си муфка. Значи тоа е реалноста, брат. Следниот хадис, а тоа што го напомнавме малце претходно од Абдулла ибн Омар, дека кажуваат Абдулла ибн Омар кога на пегамберот салаллаху алейхи ва селем, значи му оттежнуваше патувањето, тогаш и ги спојуваше намазите. Значи овде се не збориме за скратување. Разликувајте спојување една работа меѓу два намази и скратување друга работа. Значи овде учиме кога му оттежнуваше патувањето, тогаш и ги спојуваше. Следниот хадис од Муав ибн Джабал радијаллаху анху дека излеговме со пегамберот салаллаху алейхи ва селем во битката на Табук и пегамберот салаллаху алейхи ва селем во цело тоа време, како што учиме 20 дена во минатите хадиси, во сето тоа време пегамберот салаллаху алейхи ва селем ги составуваше, ги спојуваше пладне и киндија, акшам јација. Значи зошто тоа учиме тука дека им предизвикувало тешкоти. Следниот хадис, а тој од Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума, дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем се клањаше во Медина 7 или 8 дена, пладне и киндија споени и акшам јација споени, и тука, значи без да имат никаков, да постои никаков страв и никаков дош, да немат дош. Овде вели шејх Зейд рахимуллах, значи да го споиш. Затоа реков претходно има разлика меѓу скратувањето и спојувањето. Спојувањето е некогаш дозволено и кога ти си седалец, а скратувањето не е дозволено. Например, ти имаш операција сега. Се клањаш пладне, после пладне имаш во 2,5 сатот, во 3 сатот имаш операција. Тогаш во оваа ситуација тебе ти е дозволено да ги споиш намазите, иако си во кичево тука кај нас. Или имаш на лекар заба, морат да се прави да се очистит големи болки. Тогаш дозволено е да ги составиш, да ги споиш намазите. Значи тогаш ги клањаш по 4. Значи пладнето и киндијата не ги скратуваш, значи разберете ме добро, не да речете после се ни рече и скратување и спојување. Значи ти имаш термин, не можеш да го
да го анулираш или да го продолжиш, да, тогаш дозволено ти ако си дома кичево кај тебе да ги составиш два намази. Пладни и киндија на пример. Или на пример имаш операција или други работи примера кои се значи неотстранителни. Исто значи следниот хадис е тоа значи дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем ги спојува во Медина меѓу акшамот и јацијата и пладни и киндија за олеснување на овај умет без никаков страф или некоја друга причина или препрека. И следниот хадис исто така во врска кога одеа за Табук, души беше голема дистанца, преку 700 километри, дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем ако веќе беше веќе времето влезено од пладне, тогаш ги клањаше пладне и киндија во времето на пладне, или ако не беше влезено, значи го оставаше во времето на икиндија. Исто така во врска со акшам и јација. Така што сме на крај на ова поглавие и инша Аллах таала идната неделя ќе учиме баб салатул хауф, значи намазот во страф. Кога имат страф, ситуации значи кои се на страф, како тогаш човекот треба да се кланјат и да постапи, но тоа го ставаме за идната неделя. Хада ва салаллаху аля набина Мухаммед ва аля алихи ва сахбихи ва салам.